Пред самиот крај на денешното издание на Утрински печат, во студиото го имаме уредникот на спортската рубрика на весникот Слободен печат, Благоја Георгиевски, со кој ќе разговараме за Мундијалот кој синоќа започна во Катар. Не видовме некој добар фудбал на отварањето, очекувана победа на Еквадор, мислам. Да, очекувана победа на Еквадор со 2-0. Отварањето беше наистина спектакуларно, меѓутоа првиот меч не беше спектакуларен и се случи тој куриозитет. Прв пат од 22 изданија домакинот да биде поразен во првиот меч. Не очекувавме другачие нешто поинако од Катар, нели? Со кого да играше, мислам дека ќе беше поразен. Но сепак катарците колку дале? 200-240 милиони долари за ова евра. Катарците вложија 240 милиарди долари. Долари, што е најголемата, далеко најголемата сума. Претходниот рекорд го држеше Русија со 15 милиарди долари, значи од 15 до 240 милиарди, видете колкава е разликата. Тешко, не знам дали ќе биде надминат. Меѓутоа, изгледа дека нема да бидат многу конкурентни на теренот, барем ако никој не ни очекува тоа, но се надеваме дека ова светско првенство денеска ќе заличи на вистинско светско првенство, бидејќи фудбалските слодокусци не се исти со оние што ги следат Олимписките игри, па нели да се прераскажува отварањето, туку тие сакаат добар фудбал. Денеска што имаме на програма? 3 надпревари, ако не се лажам. Има 3 надпревари, да. Дербито на денот, ако така може да се каже, е Холандија-Сенегал. Тоа е преостанатиот надпревар од групата А, значи претходниот го гледавме вчера. Тоа е во 17 часот почнува. Претходно стартува групата Б, Англија-Иран, во 14 часот. Тоа е дерби, ама не фудбалско, политичко дерби е. Англија-Иран, па да. Има тука политички конотации, ќе кажеме можеби неколку збори за тоа. И завршува денот со Соединените Американски држави и Велс во 20 часот. Тоа исто така натпревар. Може да биде добар, интересно. Групата Б. Тој може да биде неизвестен. Вака на хартија изгледа дека ќе биде најнеизвестен. Сега ќе видиме што ќе биде на теренот. Што да кажеме за Холандија и за Сенегал? Сенегал е победник на Африканскиот куп, актуелен носител на Африканскиот куп. Сенегал ќе настапува цело светско првенство без адутот Садио Мане, првиот играч. Холандија исто така во последен, што се рекло, последен момент остана без Мемфис Депај, тој нема да игра на овој меч. За понатаму ќе видиме. Значи, англичаните во каква форма се? Англичаните се во добра форма. Тие беа финалисти на Европското првенство, претпоставувам сега дека имаат и големи аспирации, имаат амбиции. Имаат големи аспирации и нормално бидејќи одамна немаат трофеј, посакуваат трофеј, дури се многу стимулирани од нивната федерација со 13 милиони фунти премија, ако ја освојат. Не би требало да имаат проблеми со Иран, иако Иран не е толку наивна репрезентација. Иран од последните 20 меча има 15 победи. Тоа е репрезентација која има добра дефанзива и веројатно тактиката на Иран тука ќе биде дефанзива и контранапади. И за последниот надпревар САД Велс, тука мислам дека, како што ти рече во најавата, ќе биде неизвестно, барем на хартија. Па на хартија изгледа дека најнеизвестна ова средба ќе биде. Имаат одреден квалитет и двете репрезентации, но далеко се од фаворитскиот. Да, ова е само второ учество за Велс на мундијалите. Првото мислам дека
беше многу одамна, негде 50-тите години. Сад се поконтинуирани, имаат 9, мислам, учества. Значи, би можело да се каже дека американците во овие надпреварувања, но да, поискусни се ради искуството, да мислам дека би се рекло дека се можеби благи фаворити, меѓутоа ќе видиме. Благодарам ти, благодарам. Тебе ќе ти имаме секој ден, секој работен ден тука во студиото со преглед на минатиот ден и најава за тоа што не очекува во предстојниот ден од секој надпреварувачки ден на светското првенство во Катар.